Дивоградбите на матка се недозволиви и негативно влијаат на природата. Тие час поскоро мора да се регулираат. Ова го изјави заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, кој рече дека како министерство укажуваат за заштитата на природата како најзначајна компонента во зачувувањето на околината на Скопје. Во тој контекст рече Макрадули дека согласно законот што е во изработка, ќе биде строго регулирано што може да се гради на Маткано и на парк Шумата Водно. Ние сме во завршна фаза на изработка на законот за Матка и на Водно. Во Матка е во понапредна фаза, завршено е зонирањето, подготвени се сите документи, се надам брзо ќе влезе во владина процедура. Истото тоа до крајот на годината очекувам да го направиме и за Водно и конечно да се постават на законска основа со зонирањето што све може да се прави, што не сме да се прави во овие природни убавини околу Скопје. Со законските одредби ќе се дефинираат зоните, односно која зона ќе биде строго заштитена, која ќе биде за активно управување, а која за одржлив развој. Кој ќе дефинирате законот, ќе дефинирате зоните. Зоните ќе дефинираат која е за строга заштита, која е за активно управување и која е за одржлив развој. Во секој од различните зони можете нешто да правите. И тоа ќе го дефинира и тоа зонирање е завршено и се надевам дека, верувам дека брзо ќе дојде законот во владина процедура. И додека се чека одговор од институциите кои периодов си ја префрла одговорноста, не престанаа градежните работи на објектот кај Матка. Претходно на метална конструкција беа поставени дрвени штици. Градоначалникот на Сарај Блерин Беџети неколку пати уверуваше дека платформите постојат со години и сите се дивоградби ќе се обновувале. Нивниот статус вели ќе се решил наскоро. Судбината на платформата кај Матка треба да биде позната веќе од следната недела.